навистина интересно е да се следи тука процесот, бидејќи е малку поразлично. Например, пред самите избирачки места има одредено на колку метри можат да стојат и на денот на изборите промотори на кандидатите и да ги обучуваат гласачите по делот на гласањето, односно ве прашуваат дали сте за демократите или републиканците, дали ви треба помош во делот на пополнување на лифтето. Меѓутоа, висок степен на демократија, мислам дека треба да е пример за сите европски држави како се спроведуваат фер и демократски избори. Мирна атмосфера во избирачките места. Ние наблюдувавме во Вашингтон, но и во Вирџинија. Во Вирџинија интересно беше тоа што 45% од гласачите беа веќе изјаснети на можноста за предвремено гласање, односно оној early voting систем кој што го дозволува американскиот устав, но сепак имаше многу зголемен интензитет на луѓе кои што доаѓаат да извршат, односно да го остварат своето право на глас. Во Вашингтон, уште на самото отварање, гласачките кутии се отвараа во 7 часот, ние бевме во 6 часа за да го следиме процесот на припрема. Можеше да се види дека се чекаат редици од страна на луѓето за да го остварат своето право на гласање, што значи дека е висока свесноста за тоа што значи правото на глас и дека навистина граѓаните се тие кои што одлучуваат. Јас им честитам на Соединетите Американски држави за фери демократските и слободни избори кои што ги организира. Честитам на ново избраниот председател Доналд Трамп, но и за пофалба е она што вчера го направи кандидатката на демократите Камала Харис со признавање на изборите и подавање на рака за нормално помош и соработка, односно коректив на она што би следало од страна на новиот председател и неговата администрација. Во Вашингтон се гласаше не само за председателски кандидати, се гласаше и за представници во Сенатот и Конгресот, но и интересно што се гласаше за одредени иницијативи. Мене она што ми остави впечаток е иницијативата 83, со која што се бара всушност можноста за преференцијално гласање на отворени листи, нешто што всушност и ние сакаме да го воведеме во македонскиот систем, каде граѓаните би гласале отворено со преференција која личност ја бираат да ги представува.